Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е вице-премиерката за европски прашања, госпоѓата Теута Арифи. Господја Арифи, наскоро истекува рокот до кога треба да се одговори на новата листа критериуми, која што Европската Унија ја побара од нас преку Стефано Санино. Успеавте ли да ги завршите потребните обврски поврзани со оваа листа? Мислам дека да. Јас откако ја примив листата, значи мислев дека е најдобро да се одговори така акционо. Така да ние спремивме акционен план по секоја од темите која беше на листата. Владата го усвои тој акционен план и мислам дека ги адресиравме сите прашања кои беа значи на листата на Санино. И јас со особено задоволство можам да кажам дека ги адресиравме сите прашања и имаме значи наши активности по сите тие прашања. Зошто бевте толку таинствени околу деталите во таа листа и имаше ли, например, забелешки кои што се однесуваат на состојбата во медиумите во Македонија? Не е ништо особено тајно, нема ништо особено ново. Според мое размислување, тоа е можеби концентрирање на некои прашања за кои и прашања кои и онака ги адресира фактички извештајот, прогрес извештајот за Република Македонија. Нема ништо ниту тајно, ниту ново, ниту да кажам ексклузивно и екстравагантно. Уште еднаш ќе ве прашам, дали медиумите беа споменати во листата Санино? Не се работи за забелешки, туку се работи за теми во однос на развојот на демократијата, што опфаќа секако многу повеќе моменти, вклучувајќи ги секако и работата односите со медиумите. Господјо Арифи, во кои сектори детектиравте најголеми слабости и застои во однос на спроведувањето на реформите? Јас мислам дека ние треба да поработиме во реформите во целина. Мислам дека треба да поработиме секако и добро се работи, има добра активност, но уште повеќе во однос на реформите и ефикасноста на јавната администрација. Секако мислам дека не треба да го занемариме фактот дека судството и целиот тој процес е под голема лупа на Европската Унија и тука исто така треба да се поработи. Мислам дека добро е целиот овој процес на партнерство што е со Европската Унија, што овозможува и кај нас ентузијазам и мотивација повеќе, за да, како да кажам, да се имаме и да обезбедиме една потребна динамика во однос на овој процес. Значи, судството и понатаму останува критична област. Еве, има доста изјави од дипломати во Брисел кои што укажуваат на тоа дека постои застој во тие процеси. Не може да кажам дека има застој. Мислам дека треба да го промениме кон подобро имиџот и тоа мислам дека може да се направи. Јас имав состаноци со високите исто така и судски инстанци. Мислам дека гледам волја, гледам интересирање, гледам подготвеност и таа подготвеност треба да се прикаже, да се покаже и мислам дека ќе биде ценета и од Брисел. На што го темелите оптимизмот дека во октомври Македонија ќе добие добар извештај за напредокот од Европската комисија? Јас мислам дека го темелам врз тоа како одговоривме најпрво и на листата. Го темелам во тоа дека можеме да дадеме еден така нов поттик на процесите. Мислам дека имавме добри, успешни, коректни избори, што мислам дека ќе се признае во извештајот во однос на политичкиот дел. И јас мислам дека ќе биде извештај со кој ние ќе поминеме, ќе добиеме преодна оценка, можеби не највисоката, ама има ситуации кога е битно да поминете. Јас мислам дека ќе поминеме и од тоа треба да бидеме задоволни. Инаку јас очекувам реален, многу пати сум го кажала извештај, очекувам тоа што сме да ни се прикаже, каде што сме добри да ни се каже дека сме добри, каде што треба да се подобриме да ни се укаже, а ние тоа да го направиме.
Прашањето за името останува главна пречка за нашите евроинтеграции. Деновиве ваши партиски колеги изјавуваат дека е можно решение до следниот самит на НАТО во април во 2012 година. Не се гледате ли подготвеност од македонската влада за скоро решавање на ова прашање? Јас волјата и подготвеноста, мислам, како позитивна волја сум ја гледала секогаш и мислам дека таа добра волја била и треба да продолжи да биде покажана. Како што мислам дека исто така една волја треба да биде покажана и од другата страна. Но јас сум рекла и повеќе пати и пак спомнувам дека за нас можеби ова прашање е поургентно и позначајно отколку, например, од колку што е ургентно од другата страна, затоа што ние сме надвор од клубот, додека тие се внатре во клубот, тие те можат вака и да не блокираат, и да не кочат, а не е во наш интерес да останеме надвор од процесот, затоа што е значаен тој процес евроатлантски. Како ги коментирате изјавите на домашната стручна јавност дека откако сте вие на оваа функција, Демократската унија за интеграција ќе го интензивира притисокот за побрзо решение на ова прашање? Демократската унија за интеграција не мисли дека работите и овој процес треба да го реши со некаков вид на притисок, туку со покажувањето на подготвеноста што ја имаме како политичка партија, да дадеме придонес во надвинување на проблемите и во деблокирање на евроатлантските процеси, затоа што евроатлантските процеси се базична филозофија на Демократската унија за интеграција како политичка партија, процеси кои имаат 100% поддршка од нашите гласачи, што апсолутно нас ни дава обврска повеќе да се залагаме со сиот капацитет што го имаме да го дадеме и ние сме спремни тоа институционално, на институционален начин, со нашите лични и професионални капацитети, тоа да го дадеме не како помош, туку како придонес кон процесот и очекуваме и мислиме дека тој придонес ќе биде добро пречекан и позитивно оценет. Ни се заканува ли опасност од укинување на визната либерализација, имајќи ја предвид злоупотребата околу барањата за азил во некои од европските земји? Треба да се третира сериозно како прашање. Мислам дека има најави или незадоволство од страна на партнерите во Белгија дека тој е веќе проблем. Ние треба да одговориме кон нашите граѓани и треба да им укажеме, јас би ја користила приликата да ја укажам, дека не треба да бидат жртви на интереси на разни агенции кои би сакале да вршат транспорт на луѓето и евентуално да го доведат во прашање можноста на сите граѓани да патуваат слободно и без визи во западните земји. Мислам дека тоа е прилично проблематична работа и мислам дека треба сите да бидеме свесни околу тоа. Како ќе се справите со проблемот злоупотреба на средства од европските фондови? Во минатото имаше случаи на неправилно користење на овие средства кои што Македонија ги добива од европските фондови. Најпрво секако дека сите официјални органи што се повикани за да следат работи кои не течат како што треба секако да се позанимаваат со тоа. Јас мислам, каде што е можно, би го вложила максимално мојот авторитет за да нема злоупотреба на средства. Тие се средства кои се даваат на земјата, на граѓаните, на институциите за да направиме добри дела, а не тие да се злоупотребат и мислам дека кон тоа треба да се однесуваме одговорно. Во име на таа одговорност секако ќе се ангажирам и јас колку што ми даваат можностите и функцијата што ја имам. Господјо Арифи, ви благодарам што бевте наш гостин. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за една недела.